Уставниот суд со полна пара се подготвува за седницата на која ќе се дебатира за законот за употреба на јазиците, а треба да се одржи средината на март. Се прави листата на членови кои ќе присуствуваат и се чека Венецијанската комисија да го потврди присуството. Се прават напори на подготвителната седница да бидат присутни сите судии и оние кои ја напуштија последната седница. На утрешниот работен состанок уставните судии треба да ги испеглаат сите детали за седницата. Ова го објави председателот на судот Дарко Костадиновски на завршната годишна конференција на која даде отчет за сработеното на судот. Спорните правни прашања се утврдуваат на работен состанок на судот. Така е според нашиот акт. Тие не зависат нити од мене, нити од судијат известител. Значи, очекувам дека во текот на утрешниот ден ќе бидат утврдени и спорните правни прашања и листата на учесници. Секако ние имаме предлог од самиот судија известител, но секој од судиите е слободен да дава дополнителни предлози. Очекувам утре да биде утврдена листата. Седницата за законот за употреба на јазиците најверојатно ќе се одржи на 19 март, откако Венецијанската комисија ќе го објави мислењето. Уставен суд веќе испратил покана на седницата да присуствува и член на Венецијанската комисија, но се уште немаат потврда за евентуално присуство. Дополнително, поканите се и сегашни и поранешни професори по уставно право, поранешни уставни судии, правни експерти, поранешни судии од Страсбур, како и сите подносители на иницијативата за законот. Според најавите на председателот, листата на оние што ќе присуствуваат на седницата е разнолика. Покрај законот за јазиците, Костадиновски зборуваше за политичките притисоци и влијанија врз судот. Тој изјавите на политичките фактори за него и за судот ги нарече непримерни. Вели дека политичарите во земјава до 12 часот се водат според европски стандарди, а попладне според балкански. Како тоа изгледа кога ќе излезат политички фактори, без да ги именувам, и кажуваат дека нашите постапки водат кон дестабилизација на државата. Како тоа владењето на правото може да дестабилизира држава? Напротив, не владењето на правото може да дестабилизира држава, а не владењето на правото. Нашите политички чинители мора да разберат. Значи, ние мораме еднашка да созрееме, да ги почитуваат нашите одлуки. Зашто да ги почитуваат? Зашто Уставот така вика. Председателот на Уставен изминатава година ја оцени како година на крупни реформи и политички притисоци во судот. Испрати порака до политичарите да ги тргнат рацете од судот, а граѓаните да бидат спокојни, бидејќи Уставен им ги чува правата и слободите. Тој е задоволен од работата на судот, бидејќи последнава година има 2 пати повеќе поднесени граѓански иницијативи за разлика од минатата година. Исто така, во 2024 судот решил двојно повеќе предмети за разлика од лани.